Се враќам во фудбалската репрезентација по втор пат. Се враќам за да одиме на светско фудбалско првенство во Америка, Мексико и Канада. Се вратив првиот пат во истата таа фудбалска репрезентација и отидовме за прв пат на Европско првенство. Ова е по мене една изјава на Горан Пандев, можеби ќе стане и легендарна, која ќе ја повторуваме и сите ќе ја посекуваме и која навестува нови ветришта кога е во прашање оптимизмот и сето она што сите ние го посакуваме. Горан Пандев влезе на голема врата во Фудбалската федерација на Македонија. На истата врата со него, покрај новиот председател Масар Омер, влегоа и Агим Ибраими и Илија Најдовски, две фудбалски имиња советници на председателот Омер, а овде е Ѓорги Христов, исто така едно значајно фудбалско име, можеби генерацијски малку помлад, што е уште подобро како координатор на сите младенски селекции. Не се сеќавам дека толку многу звучни имиња влегле на голема врата во ист момент кога е во прашање македонската фудбалска репрезентација, Фудбалската федерација на Македонија или воопшто македонскиот фудбал. Многу звучни имиња носат и голема одговорност. Големи имиња, голема одговорност, Драгутов. Убаво е се ова што се случува, убава е оваа позитивна енергија што се шири некако уште од денот на изборот на собранието, се чувствуваше во воздухот позитивна енергија, убави луѓе, расположени, некако како сите да го чувствувавме тоа што бевме таму. Се согласувам со тебе само, со овие имиња, автоматски одговорноста се подигнува на повисоко ниво. Па така е, значи луѓето помалку познатите фудбалски имиња, да кажам, што биле претходно во федерацијата, некако само по себе доаѓа, значи големо име, голема одговорност. Тоа големо барање од публиката. Ма и очекувања големи, така е. Да посакаме среќа, заарно нека е за репрезентацијата, што да се каже друго, заарно нека е за репрезентацијата, за федерацијата со сите овие нови имиња. Заарно нека е старо новиот селектор, или? Па тоа сакам да кажам, старо новиот селектор. Па не може да биде старо нов селектор. Благојан Милевски Боби е селектор подолго време. Така, значи нови имиња, но селекторот останува тој и остануваат многу важно според мене, остануваат луѓето, професионалците во федерацијата. Кога сите можеби очекувале, ние не сме во тие, морам да кажам, зборувам за луѓето од федерацијата сега, кога сите можеби очекувале доаѓа Масар Омер како нов председател и ќе има клоца, чистка, нешто, нема. На изненадување на сите, некако мирно плови бродот. Нови имиња, ама мирно некако оди. Така делува. Мислам дека тоа е добро, ќе зборуваме и во продолжение на емисијата за тоа. Она што сакам да го апострофирам и да му дадам до значење и да на некој начин да го промовираме, тоа е таа изјава на Горан Пандев дадена во подкастот кај Стефан Лазаров, кој е многу гледан и кој е очигледно таа изјава вистинските фудбалмани и оние кои го следат македонскиот фудбал пред се, а репрезентацијата добро ќе ја запаметат. Многу позитивна изјава на која што треба да и се даде посебен акцент. Така е. Тоа што не може Горан Пандев да дојде во Македонија за да оди Македонија на светско првенство, а со другите изјави, другите чинители и околу него, и ние што сме малку подалеку од него, меѓутоа кои сме во тој втор круг, да кажем, како сапорт на фудбалската репрезентација, да не го имаме во предвид тоа. Тоа му треба на македонскиот народ. На македонскиот народ му требаат личности, како Горан Пандев и сите други останати, но велам потенцирам како Горан Пандев. Зошто? Да ја пренесе таа позитива, таа енергија што ја има дечкото во себе. Па и реален оптимизам. Па и реален оптимизам. Тука малку се наоѓаме ние во оние наши критики кон селекторот Благојан Милевски, насочени токму кон овој момент што сега го зборуваме, кажано страна на Горан Пандев. Тоа е тоа што не носи и што ни дава оптимизам, но за тоа повеќе после джинглот. Ако може Горан Пандев да даде изјава дека се враќа по втор пат во репрезентацијата за да одиме на светско првенство, а првиот пат беше она кога одевме на европско првенство, зошто да не може Боби Милевски
да се прешалта некако, да се наполни со оптимизам и да даде иста таква изјава и да не разбуди сите бе другото. Ајде, вака прво ние во продукција скок да се разбереме меѓу себе и да пренесеме на публиката дека ретко кога, не сакам да кажам никогаш, меѓутоа ретко кога сме имале апсолутно критички тон кога ова е прашање подготовката на репрезентацијата, тактиката, настапот, дури самата игра. Сме биле и позитивни, и воздржани, и негативни во однос на некои сегменти, меѓутоа Особено последните апсолутно, апсолутно дека фудбалското знаење на Благој Милевски Боби не е туку така нешто како да го објаснам за да не може тој сето тоа да го реализира. Нашите критички тонови кон поглед на ова, посебно кога сме имале лоши резултати како ремите со Фарски острови или поразите во претходниот циклус, биле во голема мерка насочени кон настапот пред јавноста, кон образложување на идеите, што сака репрезентацијата, до каде можеме да стигнеме. Добро, да бидеме сега искрени и не само тоа, значи сме критикувале и летото кога имавме таму нерешено реми што имавме, сме те критикували 7-0 со Англија. Добро, лошиот резултат секој може да го искритикува. Види, ова да не звучи сега дека ние се правдаме на Боби Милевски затоа што сме го критикувале. Не. Идејата е Горан Пандев доаѓа за спортски директор за да одиме во Америка, Мексико и Канада. На светско првенство. Ние имаме професионална пиар служба во Фудбалската федерација на Македонија. Лично одговорно тврдам, познавајќи го момчето кој го работи тоа, Златко Андоновски, какво бекграунд има и какво искуство. Портпарол работен во федерацијата. За разлика од порано кога јас кога сум партиципирал како портпарол, сме биле волонтери лево десно и пред мене и после мене. Сега имаме човек таму за тоа. Кој мислам дека знам дека значи да се промени кај селекторот тој настап малку да се подигне и да има зрел оптимизам. Види, јас не се сомневам дека тоа ќе биде така, особено после на првиот работен ден на Масар Омерагич, на председателот, на првиот работен ден на маса седнуваат Горан Пандев и Благој Милевски. Апсолутно позитивно. Тоа само по себе. Кој сака нека пишува и нека критикува колку сака. Значи има по социјалните мрежи критики повторно треба да си оди Милевски така натаму. А па Масар дава изјава, нема да влечаме фудбалски потези. По мене, од фудбалски човек, вистинска фудбалска изјава издржана, не сакам да влечам нефудбалски потези кога е во прашање нашиот селектор врз база на постигнатите резултати во последниот циклус. Па гледај ја и тоа е реална изјава на председателот. Може да не поддржувате, да се сложувате или да не се согласувате, Но ако се размисли без оптоварување, значи да замижиш, да заборавиш некои работи, и без суета, што го покажа Горан Пандев. Така е. Горан Пандев имаше критички тон кон селекторот, се нивелираше тоа. Пресврт. Зошто? Кажав во првиот дел, кога сите очекуваат чиска, клоца, не знам како да се изразам, од Масар Омерагич. Масар види го како настапува. Стабилно, мирно. Горан Пандев, не забораваме, а и он не заборава самиот. Даваше изјави во однос на селекторот дека да не повторувам, треба да си оди така натаму. Со критички тон, не е важно. Која е големината на овој човек? Тој седнува во интерес на репрезентацијата, во интерес на фудбалот, во интерес на фудбалерите, седнува на истата маса со Боби Милевски, се погледнуваат во очи, па тоа е големината на луѓето. И тргнува работата од нулта точка. Така е. Од нулта точка. Браво за Горан Пандев и браво за Масар и браво за Боби Милевски. Браво за тројцата. Зошто? Интересот е важен. Кој е интересот? Фудбалска репрезентација. Не треба тука суетите веќе да работат. Ако е одлучено другутов така, ти имаш толку многу искуство, со толку многу луѓе се сретна сега на ова собрание од вработени во федерацијата околу фудбалот, во фудбалот. Значи ова може само да посакаме да биде позитива, ништо друго, и да тера на позитивно, да тера на добро. Нема негатива во ова. Значи, покрај овие фудбалски имења за кои ние зборуваме, да не ги повторувам, Горан Пандев и спортскиот директориум Најдовски, Ибраими и Ѓорѓе Христов, во Фудбалската федерација на Македонија има уште 4-5 личности кои се многу високо етаблирани во
телата, органите и во сите оние Професионално внатре. професионално вработени во сите оние активности кога во прашање УЕФА. И тоа Значи, со ние- години. Со години на нас. Ние пред се го имаме еве не по некоја хиерархија како ќе се сетам и како сум се подготвил за емисијата. Жарко Ињатовски е делегат на меѓународни фудбалски надпревари, професионалец во ФФМ. Филип, поранешниот генерален секретар, исклучително момче, беше делегат на Европското првенство сега, на Лига шампиони. И не е ни важно што толку работат, поинтата што остануваат, не се менуваат, нема ама промена. тоа тие се тоа се луѓе кои може да лобираат УЕФА. Го имаме Зоран Стратев, популарниот жути, координатор и директор на сите младенски категории и само една дигресија, кој исто така добро етаблиран во УЕФА. Тоа сега Во тие- таму влегува во истите тие категории Ѓорѓи Христов, Да, заедно со Страте влегува. да, меѓутоа нашите информации велат дека претседателот Омер Аги исто така повлекува еден многу, по мое видување, мудар потек кога го остава во континуитет Зоран Стратев жути, Со искуството цело што го има. да, и да го на некој начин Воведе во стави на работата. столчето Ѓорги Христов да му помогне полесно да влезе не само во фудбалската федерација, и Па во тоа е. форумите надвор во Па УЕФА. тоа е тоа што го зборуваме на почетокот. Нема кај Масар чистка, не прави чистка човекот. Ја тоа е мислам добро. дека ги користи сите потенцијали на луѓето внатре. Да не зборуваме за контролори и суди. Ние имаме меѓународни суди, Така е. имаме контролори кои оценуваат суди. Сега тука има еден прашалник, Да. кој немам информација, враќањето на Ангел Бунгуров во ФФМ. Не знам. Не знам. Добро, ќе го Види, оставиме тоа да, како отворено. Види, на крајот, Зборуваме исто така за на добро крајот, значи да фудбалско име од аспект на судиите и суди. контролери. Емил Божиновски тука е ли нешто? Емил Божиновски е еден Емил Божиновски е исто така врвен контролор, добро ме подсети. Учествува активно години наназад како контролор на судиите низ цела Европа и он е исто во оваа низа на сите овие луѓе кои ги спомнавме. Па тоа е екипата. Тоа е екипата. Јас сега морам Имам информација, доаѓа Алјоша Асановиќ овие 2 дена. Благодарение на координаторот на сите селекции, на Зоран Стратев. Кажи кој е Алјоша Асановиќ за тие што не Алјоша знаат? Асановиќ е врвно фудбалско име. Ова е неофицијално. Неофицијално, меѓутоа доаѓа во официјална посета, размена на искуство и еден вид соработка. Многу набрзо, почетокот средината на јунари има известни активности надвор од Фудбалската федерација во НИО, во УЕФА, каде што учествува мини делегација од Фудбалската федерација на Македонија. Многу брзо активно. Наташа, сето ова се предуслови и за борба и трка за второто место или првото место во групата. Дај Боже. Зошто не првото? Дај Боже. Зошто ние мислиме дека не можеме Белгија во Скопје да победиме? Има многу луѓе кои што и тебе ти пишуваат и јавно пишуваат по други портали, Добро. го коментираат. Значи да бидеме, да не ја шириме сега темата за шансите наши за пласманот на во овие квалификации што се, за да дојдеме до бараж за светско, но луѓето веруваат, голем дел веруваат дека е ова шанси дека можеме, но голем дел пак се и воздржани во однос на прикажаното од страна на репрезентацијата до сега, иако прикажавме прво место во група, односно Боби Милевски ги однесе до прво место во група, но се фаќаат на тоа дека е играно со неквалитетни репрезентации и дека тоа не може да биде репер, дека нашата репрезентација е на високо ниво. Сега тука јас немам што да кажам, значи немам јас искуство нити знаење во овој дел, но останува поделена масата што следи фудбал, што сака фудбал, останува поделена и морам да споменам, иако воопшто не ми беше во план да кажам, значи фудбалската маса останува поделена на социјалните мрежи, покрај сите овие имиња, големи фудбалски имиња, прашуваат зарем не се најде место и за Дарко Панчев. Не е да отвараме некоја нова тема, но луѓето убаво е, ред е да спомнеме дека има луѓе кои што навистина прашуваат зошто нема место за Дарко Панчев. Ние не сме тука за да тоа. Па не сме ние тука за да тоа го одлучуваме на крајот. Уште една дигресија кога во прашање PR стратегијата и пред се настапите во јавноста и испраќањето пораки кога се во прашање нашите амбиции за овие
квалификации за светско првенство, можеби со малку нападен, меѓутоа сето тоа ни стои пред врата. Значи, добивме информација од портпаролот на Фудбалската федерација на Македонија Златко Андоновски дека има и нова форма на онлайн интервју со претседателот Масаро Мараги кој ќе биде деновиве изведено. Значи новинарите ќе имаат можност да поставуваат прашања и сето тоа новиот претседател да го одговара. Браво. Нормално ќе има прашања и за амбициите на репрезентацијата. Треба и претседателот да се изјасни по тоа прашање. Видите новина исто. Тоа е прекрасна новина по мене. Мислам дека е идеја на портпаролот не сум стигнал. Ирелевантно, може да важно чива идеја апсолутно. Битно е да во овој контекст малку да се разбрда јавноста и конечно малку и селекторот да живни и да го слушнеме да каже дека ќе одиме на светско апсолутно, првенство. во неколку наврати ти Боби Милевски го знаеш колку години? 30 години. Кој знае колку? Па мислам дека само Масар и Илија Најдовски ги знам повеќе од него. Така. Значи, види, кажавме на почетокот, позитивно сакаме да веруваме и одиме со позитивен став кон тоа што Милевски останува селектор. На страна сите вие што коментирате и по другите портали и кај нас, дека Боби Милевски треба прв да си оди. Знаеш, и луѓето велат, добро, ајде, еве ќе си оди Боби Милевски. Па ние за 3 месеци имаме натпревар. Добро. Кој би дошол? Поставува такви прашања, добро, ајде ти, пошто си толку паметен, ако си оди Боби Милевски, кажи кој ќе дојде. И навистина, ако се подразмислиш малку, ќе речеш во овој момент да те прашаат, ајде Другутов кажи, еве Боби Милевски ќе си оди, кој да дојде селектор? Добро, да не отвараме таа мојот ми е дека даваме многу поддршка, широка. како што дадовме поддршка и во последните Ама да го смени настапот кон јавноста. А Тоа види е сега, мој апел, ние можеме да апелираме Ако имам право на тоа, имам право. Да го кажам моето мислење. Не мора да ме послуша, јас така например, мислам. Малку поагресивно треба. Да, јас на пример се уште се држам, ама нема да елаборирам од последната наша емисија, не последната за собранието, таа претходна, каде што откако се извлечени репрезентациите, вели имаме надеж. Јас не сакам да играм со зборот надеж. Одиме на ова што го кажува Горан Пандев. Одиме на тоа дека ние имаме шанса, имаме можност, имаме нови луѓе, имаме голема одговорност. Големи луѓе, голема одговорност. Ајде сега малку джингл па за големите луѓе, да видиме малку и како фудбал игра. Ако се состави фудбалски тим на ветерани, Горан Пандев, Агим Ибрими, Ѓорги Христов и Масаро Мараги, има кој да се спортисти од другата страна на мали голчиња? Па не знам, на мали голчиња може на 11 против 11 малку е потешко. Ти ги тепате? Али на мали голчиња не се предаваме. Браво. Само едно прашање за Артем Шекери за продукција Скок. Ако се направи тим во мал фудбал, од една страна Масаро Мараги, Горан Пандев, Ѓорги Христов и Агим Ибрими, има ли тим од другата страна што може да игра на мали голчиња да ги победи? Има. Например, Гоце Седловски, Артем Шекери, Саша Милошевски. Како би се одвијала тој натпревар по тебе? Ќе биде тешко до крај. Ќе ги фатите на кондиција? И па сега кондиционо ќе бидеме поиздржливи. Добро. Така е. Ќе се бориме, али Ако има судиско продолжение? Тука веќе ге е тесно. Ако ти, Горан Пандев и Ѓорги Христов играте на ветеранска екипа, има некој да ја победи на мали голчиња? Јас сум помлад. Ама добро сте дошли. Ако се направи состав од спортскиот директориум на ФФМ, Горан Пандев, Ѓорги Христов, Агим Ибрими и Масаро Мараги, на мали голчиња може да ја победи некој? И баскет ќе играме ако треба. Чекај малко, кажем екипата од другата страна? И баскет. А екипата од другата страна, Артем Шекери, Гоце Седловски, Саша Милошевски. Затоа реков баскет ќе играме, пошто во баскет нема корнер. Добро, Артем не го слушна. Одма сакаш убајно да не ставаш. Дали се сеќаваш на изјавата не сакам да играм во приватна репрезентација? Да. Колку има? 30 години, да. 20 години. Може не, повеќе. Ајде, Мислам дека прифатија поканата, гостуваш во продукција Скоко студио, ќе ти снимаме пред насловната страница и твојата изјава. секогаш со задоволство. Благодарам.
Како што почнавме, така и да завршуваме со собранието на Фудбалската федерација на Македонија, каде за нов председател е назначен Масаро Мерагич. Многу фудбалски имиња имаше на ова собрание. Да кажеме нешто за нив повеќе? Повладските имења што ги спомнаме, што влегува во спортскиот директориум, секако се големи значени има. Меѓутоа на самото собрание имаше многу познати фудбалски имења. Буквално да направиш два состави кои би можеле да играат фудбал во ветерани и каде што љубителите на фудбалот навистина ќе уживаат гледајќи ги овие успорени потези. Не би ги двоил тимовите, ама ќе го прочитам комплетниот состав, па како овие сакаме сите да се луѓе беа на собранието. Па Масаро Мерагич, председател на ФФМ, Маријан Стојковски, подпредседател на ФФМ, назначен со акламација, поранешен фудбалски репрезентативец, прилепченец на победа, еден извонреден негов гол на направар против Албанија во Тетово пред 100 години. Ако почнеш да кажеш Одиме Горан Пандов, сите голови, Илија Најдовски, Агим Ибраими. овие се во едната страна. Од кај знаеш Едната дека екипа, па гледам пишаните се на едната екипа. Артмир Шекери, Ова е од другата страна. Гоце Седловски, Саше Милошевски, репрезентативец Седловски, Шекири сите, Ѓорги Христов, Нежмиди Мемеди, Да, име Меди беше. Може имаш уште никој не те. Свето Застанковски, Сашко Тасев, резерви. Арџен Бекири, Гого Јочев голман. Ау. Секи ти кажам кој се Ова за мал резерви. фудбал, а? За мал. Кој се резерви, знаеш? Кој? Двајца ветерани, моите најдраги пријатели. Кој? Кочо Димитровски и Алекс Мацков. Да, и они бе. Многу голмани има, дори двајца. Мацков и Гого Јочев. Ова е фудбал. Убава е тоа е Ова е убавина. фудбалот, ова е мирисот на фудбалот. Тој мирис на фудбалот на ова собрание беше зачинет и со едно прекрасно издание на фудбалската енциклопедија. Ова е тоа убаво издание кој го изработија новинарите на спортскиот сајт Екипа. Ова беше дадено како подарок на сите гости на собранието, сите делегати, на сите медиуми. Да. Значи, навистина една прекрасна Ова збирка. ќе посветиме и подолго време во друга прилика. Во оваа прилика навистина честитки за оваа екипа кој го изработи ова, за уредникот на монографијата Владимир Булатовиќ, авторите Стефан Цаневски, Фатон Зулбеари, Горан Бошев, Никола Станикиевски, Драган Томовски, графички дизајн, Роберт Спасовски, фотографија, нашиот Роби, легендарниот фоторепортер од времето на Скок. Убава книга, поместена Значи, со има многу... дека фотографија од скок натре. Да, има многу фотографии, многу добар избор направен од она што кратко можевме да го видиме. Цели полни 8 месеци оваа екипа работела во координација со структурите на Фудбалската федерација, да се соберат сите овие податоци, сите овие факти, сите овие аргументи е навистина за секоја почит и за пофалба, и искрено упатуваме честитки до оваа екипа која остава нешто на кое сите други во иднина можат да се надоврзат. Сакам само да прашам, исто во овој контекст, тука горе пишува, нели, 30 години дел од светското фудбалско семејство, а Фудбалска федерација на Македонија, значи ова е во покровителство на ФФМ. Да, во покровителство и координација Браво. на ФФМ по повод 30 години од самостоен македонски фудбал, и Браво. тоа треба да се одбележи. Дали се сеќаваш дека правевме еднаш кај јас и ти многу одамна со Душко Кадиевски, председател на РФМ, сакаа да направивме едно, памтиш? Нашето Овие се беше богатство. поскромно, ова е вистинско богатство. Ова, драги луѓе, е богатство да го имаш со премногу фотографии. Ќе направиме ова, заслужува да направиме една емисија за ова да посветиме. Да. Во тој контекст и со ова само завршуваме, и една нова монографија на Љупчо Мојсовски исто така во од покровителство на ФФМ, тоа ми е идејата. Ова е добра пракса на Фудбалската федерација на Македонија да ги покрива, поддржува, да не речам и малку финансира овие изданија. Љупчо Мојсовски е легенда на струшкиот и македонскиот фудбал. Ќе зборуваме и за оваа монографија нешто повеќе. Имаме еден куп вакви книги од други спортски новинари како Керил Манев, Димче Миновски од Битола, и тоа ќе биде дел од продукцијата на YouTube канал. Прекрасно, ете, навистина овие се големи работи и навистина треба многу труд за да се направат.
но и треба многу години поминати во одредениот спорт. Оваму зборуваме за струга, оваму зборуваме за комплетно македонскиот фудбал. Тоа е тоа, ние остануваме на линија ФФМ, остануваме на линија КФМ, еве сега почнуваме и на линија РФМ и тука ќе се случуваат промени во Раковетната федерација. Новата година ќе ни донесе нов председател на Раковетна федерација. Тоа што е најважно е дека позитива се случува во Фудбалската федерација на Македонија. Тоа што е најважно и сите оние кои што не гледаат со такви очи да бидеме барем малку воздржани. Македонската репрезентација очекуваат надпревари кои што сите сакаме да бидат успешни, сите сакаме да одиме на големо надпреварување, но за да стигнеме до таму чекор по чекор, како што вози Масар, така убаво прва, па втора. На вистина Да. така мислам. И со проверени играчи. И со проверени И на играчи, теренот, и така, надвор од така теренот. е, така е. Останете ни во добро здравје, се ближат новогодишни празници. Ние сме тука, ќе продуцираме, додека продуцираме, некоја година ќе направиме и ние пауза малку да здигнеме. Доколку ви се допаѓаме, можете да кликнете лайк, да кликнете subscribe, да ја споделите емисијата ако ви се допаѓа за да стигне до што повеќе гледачи и се гледаме во некоја следна емисија. До скоро.